По речиси 2 месеци од смртта на малата Јана, нејзините родители за прв пат се повикани да дадат исказ во Битолското основно јавно обвинителство. Сослушувањето треба да се одржи на 12 мај, ни изјави за Алфа таткото на Јана, Стојче Христовски. Според него, од информациите кои ги добиле од некои медиуми, резултатите од обдукцијата за нивното девојче веќе биле готови и дека наводно ќе им биле соопштени на сослушувањето. Од медиумите, иначе никој нема известен. Само покани ни стигна мене на сопругата за обвинителство за петок, мислам на 12 за да одиме. Никој ни да не праша, ниту има кажа на некој ништо. Христовски се уште длабоко потресени од болката и тагата по загубеното чедо, велат дека и понатаму не се сигурни во исходот. Се сомневаат дека резултатите можно било да бидат и наместени, со цел никој да не понесе одговорност. Своите сомнежи, како што велат, ги темелат на фактот што нивната Јана била примена и лекувана од известна докторка која била само специјализант, но и сопруга на известен судија. Прво работа да гледаш очигледна, му клават инфузија на чупето, доктор ниту се појаве таму, кај што му клава инфузија ни да види, ни чуе, ни како е, да речем докторката. Сестрата ги грава доктор, му потеква раката на чупето од инфузијата, таа упорно продолжува пак и на другата рака да му клава инфузија. Таа докторка, како што имаме сознание, уште немала ни печат, тука на специализација, не знам на што била, оти таа во документите што ни стигна, да речем историјата што ни ја дадоа едно друго, нигде таа не е појавена, да речем, туку таа началничката е пишена и на началничката печат. Нигде не се спомнува таа. А тоа е точно дека сопруга му е судија. Според соопштението од Битолското основно јавно обвинителство пак, наодот од обдукцијата извршена на клиничката болница во Битола во поглед на причините за смртта е доставен до надлежниот јавен обвинител. ОЈО Битола го разгледува во контекст на целокупната прибрана медицинска документација, пошто ќе биде издадена наредба до Институтот за судска медицина врз основа на сите прибрани докази да се произнесе за евентуалната причинско-последична врска на медицинскиот третман со причините за смртта. Родителите на починатото девојче се повикани да дадат свој исказ во јавното обвинителство. Стои во соопштението од ОЈО Битола. Малата Јана почина на 22 март во клиничката болница во Битола под мистериозни околности, со првични симптоми на обична настинка само неколку часа по примената инфузија со гликоза.